Елиезер. За патот. За вистината. За животот. Еден од најчестите проблеми на денешното живење е менталното измачување. Денешната кратка порака, односно кратко сврнување кон нашето свестување е присуството на менталното измачување. Треба да разбереме дека во нашата современа култура и цивилизација сме експонирани на различен вид притисок. Изгледа дека тој притисок постојано се зголемува, а не се намалува. Овој притисок често асоцира на притисок кој се изразува како глас, што постојано ни зборува во умот, а понекогаш дури звучи толку реално како вистински глас. Но најчесто е внатрешен глас, но и покрај тоа нештата што ги зборува можат често да бидат формулирани во јасни реченици. Треба да разбереме дека онаму каде што има глас, постои личност позади тој глас. Не постои во универзумот нешто такво како личност без глас. Присуството на глас навестува присуство на личност. Многу пати, гласот што го слушаме во одредени ситуации не обвинува или не измачува на некој начин. Ако тој глас што доаѓа во нашиот ум не обвинува или измачува, тогаш знаеме со сигурност дека позади тој глас има личност, а таа личност е сатаната, ѓаволот. Да имаме на ум дека тој, ѓаволот, е обвинувачот и измачувачот. Доколку имаме таков глас, слушаме таков глас, притискајки не, измачувајки не, тогаш знаеме дека без друг доказ дека ѓаволот работи против нас, во нашиот живот. Ќе ви дадам неколку обвинувања што тој глас ни ги повторува често, ако не и постојано. Како прв пример е изјавата дека тебе Господ Бог не те сака. Со ова се чувствуваме одбиени, оттурнати, отфрлени и осамени. Го имаме чувството, печатокот, дека небесниот татко за сите останати има план и љубов, ама за нас нема. Дека ние сме исклучок, или пак дека секогаш ќе бидеме губитници. Овој глас, овие изјави, не доаѓаат само во нашиот ум, туку и преку зборовите на другите луѓе. Може би преку родителите, роднините, колегите, пријателите, со зборовите. Тебе за ништо не те бидува. Во се правиш грешки. Колку пати досега погреши. Секогаш ќе бидеш губитник. Никогаш нема да научиш. Никогаш нема да успееш. Звучи познато, нели? Или пак изјавите како: ти полудуваш, не си како што треба, преиспитај се. Или пак, тој глас ќе надополни дека некој од членовите на семејството го имал истиот проблем и дека твоето однесување или болест е наследна, што воопшто не е точно. Таа мисла, тој глас, постојано прогонува и преминува во измачување, ден и ноќ. Во Јов, 3 глава пишува: зашто страшното од кое се ужасував, тоа ме снајде. Од што се плашев, тоа ме сполета.
Нема за мене мир, нема спокојство, нема утеха, настапи зло. Врз основа на ова, заклучуваме дека стравот од нешто може да отвори врата на она од што најмногу се плашиме. Дјаволот го користи стравот за да го донесе токму она што го наметнува преку стравот. Прашањето на се во ова е дали постои решение. Да, секако дека постои. Потребно е да ја препознаеме вратата што сатаната ја користи за да влезе во нашиот живот. Како врата што сатаната ја користи лутината и непростувањето што го имаме кон одредена личност. Често тоа е личност од најблиското семејство, а со тоа се развива бунтовноста кон небесниот татко, понекогаш бунтовност кон општеството или кон личност со авторитет. Решението е да се затвори вратата. Ако станува збор за лутина или непростување, тогаш потребно е да му простиме на таа личност. Не треба да бидеме огорчени, полни со омраза. Исто како што пишува во молитвата Татко наш. Прости ни ги долговите, како што ние им ги простуваме на другите. Да запомнеме дека простувањето не е емоција, туку одлука. Доколку пак отворената врата ни е бунтовноста кон Бога, тогаш треба да ги затвориме сите врати. Во Јаков 4:7 пишува: Бог се противи на горделивите, а на смирените им дава благодат. Па затоа, покорете му се на Бога, а противете се на ѓаволот и тој ќе побегне од вас. Така што, не можеме да му се спротивставиме на ѓаволот се додека му се спротивставуваме на небесниот татко. Она што треба да го сториме е да се подмитиме на небесниот татко со зборовите: Татко, се понизувам пред тебе. Ти си ми Господ, ти си ми командант, ти си мој создател и ќе направам се што ќе ми речеш. Дури тогаш имаме право да го земеме мечот на духот, што е двоостар меч, и да го избрака ѓаволот во нашиот живот. Исто како што правеше Исус кога беше искушуван. Да изговориме: Сатано, ти немаш право над мојот живот, ти немаш никакво право над мене. Тоа право ти беше одземено на крстот, кога Бог го воскресна Исус од мртвите. Елиезер,